Вие гледате поинакви вести на Слободен печат. Првиот заменик председател на владата и министер за животна средина и просторно планирање Изет Меджити ќе се обрати на настан по повод започнување на првата фаза од мегапроектот за реконструкција и замена на главната водоводна мрежа од азбестни цевки. Продолжува топлотниот бран во Македонија, но во комбинација со невреме. Времето денеска ќе биде сончево и многу топло, со мала до умерена локална облачност. Попладне и во вечерните часови. Наместа ќе има појава на нестабилност со пораен дожд и грмежи. Локално во форма на невреме со интензивен пораен дожд, силен ветер, грмежи и појава на град. Во Скопје сончево и многу топло со слаб ветер од северен правец. Попладне и во вечерните часови. Во делови од котлината ќе биде нестабилно со пораен дожд, грмежи и засилен ветер, краткотрајно во форма на невреме. Во деновите од викендот ќе дува умерен до засилен северен ветер, а дневните температури ќе опаднат за 5 до 7 степени во споредба со денешните. Од понеделник веќе дневните температури повторно ќе бидат во постепен пораст. На 30 јуни второ пријавување за упис во средно училиште. Има слободни над 16.000 места. Оние полуматуранти кои не успеаат да се запишат во средно образование на првото пријавување во јуни, ќе имаат втора можност за упис на второто електронско пријавување овој месец во понеделник на 30 јуни. Потребната документација до училиштата ќе се доставува наредниот ден, на 1 јули, а ранг листата на запишани ученици ќе биде објавена на 2 јули до 12 часот. Според податоците на Министерството за образование и наука, собрани од училиштата за второто јунско пријавување, има слободни 16.034 места за упис на ученици, 10.758 за настава на македонски јазик, 4.781 на албански наставен јазик, 474 на турски и 21 слободно место за настава на српски јазик. За гимназиско образование има 3.727 слободни места и 12.307 за стручно образование. По првото аплицирање спроведено од 14 до 17 јуни. Вкупно се запишале 13.712 ученици од 16.600 пријавени. Од нив 10.172 ученици се запишани за настава на македонски јазик. Премиерот не сака да преговараме со Европската Унија со нов топоним – модерни македонци. Ке сториме се што е во наша моќ да ги почнеме преговорите, но тоа нема да го направиме како модерни македонци, му одговори премиерот Христијан Мицкоски на лидерот на СДСМ Венко Филипче на седницата за пратенички прашања. Филипче побара конкретен одговор од премиерот дали владата во овој мандат има утврдено временски лимит до кога ќе се обидува да изнајде промена на преговарачката позиција или цел мандат ќе помине во изнаоѓање на подобра преговарачка позиција. Филипче прашањето го постави во контекст на последните случувања во Европскиот парламент, поместувањето на центрите на моќ на времето што одминува и одлуката на САД да ја продолжат кризната состојба за земјите од Западен Балкан, како и потврдата на американскиот претседател Доналд Трамп на изјава на генералот Кейн дека Русија има територијални претензии кон други земји. Црна Гора предлага измени на Законот за јавни собири, казни и до 10.000 евра. Група пратеници од парламентарното мнозинство доставија до Собранието на Црна Гора предлог за измени на Законот за јавни собири и јавни настани. Доколку амандманите се усвојат, а законот не се почитува, се предвидени казни до 10.000 евра, пишува Тањук. Предложената нова точка од законот конкретно предвидува санкционирање на одржувањето јавни собири на автопати, главни, регионални и локални патишта, како и на гранични премини, доколку тоа го попречува или отежнува сообраќајот, ја загрозува безбедноста или го ограничува движењето на граѓаните, што представува значајна новина во нормативната рамка на сообраќајот и јавната безбедност. Во предлогот за измени се наведува дека и водачот на собирот ќе биде казнет, ако веднаш не ги извести учесниците на јавниот собир дека собирот е прекинат или не побара од учесниците мирно да се разотидат.
Европа верува дека Иран го преместил ураниумот пред американските напади. Прелиминарните разузнавачки проценки сугерираат дека Техеран се уште ги задржува поголемиот дел од своите залихи на високо збогатен ураниум, објави Financial Times. Резервите на високо збогатен ураниум на Иран останаа во голема мера недопрени по американските напади врз големите нуклеарни постројки, веруваат европските престолнини, фрлајки сомнеш врз тврдењата на председателот Доналд Трамп дека бомбардирањето ја уништило нуклеарната програма на Иран. Две лица запознаени со прелиминарните разузнавачки проценки изјавија за Financial Times дека европските престолнини веруваат дека залихите од 408 килограми ураниум збогатен до нивоа близу до ниво за оружје не биле концентрирани во Фордоу, еден од двата главни објекти за збогатување во времето на нападот минатиот викенд. Наместо тоа се верува дека биле распоредени на повеќе локации. Според изворите, европските земји се уште чекаат целосен разузнавачки извештај за степенот на штета на Фордоу, објект изграден длабоко под планината во близината на светиот град Ком, додека првичниот извештај сугерира голема штета, но не и целосно структурно уништување. Јапонија го погуби убиецот на Твитер кој уби 9 лица. Такахиро Шираиши, познат како убиец на Твитер, беше погубен денес откако беше осуден на смрт во 2020 година за убиство на 9 лица во 2017. Неговата екзекуција представува прва примена на смртна казна во Јапонија по речиси 3 години, пишува Sky News. Во 2017 Шираиши убил 9 лица, повеќето од нив жени, вклучувајќи тинејџерки со кои претходно контактирал преку социјалната мрежа Твитер, нудејќи им помош во остварувањето на нивните самоубиствени намери. Крај на една ера. Ана Винтур се повлекува од уредничката позиција на Vogue по 37 години работа. Крај на една ера во светската мода. Таа ја напушта својата уредничка позиција во американскиот Vogue кој го уредува уште од 1988 година. Шокантната одлука на највлијателната жена на модната сцена остави многумина во неверица, бидејќи се сомневаат дека има некој да ја замени, пренесуваат странските медиуми. Оваа година 2025 дефинитивно е година на големи промени во светската мода. Најпрво Донателла Версаче се повлече од функцијата шеф на модната куќа Версаче, а сега Ана Винтур прави шокантен потек. Таа вчера им соопшти на вработените дека ќе бара нов раководител на уредничкиот дел за содржини за американскиот Vogue. Винтур ќе продолжи да биде глобален главен уредник за содржини за издавачката куќа Кондé Nast и глобален уреднички директор на Vogue. Стигнавме и до крајот на првата сезона на подкастот со Ана на Ти. Сезона полна со глума, исповеди, приказни за сцената, непресушна енергија и емотивни моменти што допреа до срцата на сите нас. Заедно со некои од највпечатливите актери, музичари и јавни личности со кои се смеевме и пак се смеевме и уште се смеевме, се сеќававме, понекогаш и бевме тажни, но секогаш искрени. Ви благодариме што не следевте, што бевте со нас во секоја епизода, што ги слушавте животните приказни на луѓето за улогите и сцената. Од септември се враќаме со нова сезона, со нови гласови, со нови емоции, со уште подлабоки приказни. До тогаш, ако нешто сте пропуштиле, секогаш можете да кликнете на YouTube каналот на Слободен печат. До тогаш ја имате ретроспективата на изминатите 14 епизоди на Со Ана на Ти. Уживајте! Тука ќе завршиме и со денешното издание на Поинакви вести. Се гледаме од понеделник повторно. Убав викенд!